Странците, ако сакаат да дојдат во Македонија, нема да најдат информации на англиски јазик на ниту една од официјалните веб страници на Министерството за надворешни, Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство. Министерствата кои се клучни во поддршката на угостителско-туристичкиот сектор во време на пандемија, ги немаат ажурирано податоците со месеци, велат од Стопанската комора на Македонија. Изостанала и промоцијата на Македонија кај традиционалните и кај регионалните пазари. Немало превоз до туристичките дестинации, а немало ниту чартер летови, тврдат од комората. Предлозите и идеите што им ги кажале на владините представници не се примениле. Имаме серија на предлози за кои што во изминатиот период сме алармирале, сме укажувале, но за жал со некои министерства постои комуникација, со одредени институции за жал речиси да не постои, и тоа е тоа што Македонија се повеќе ја снемува од глобалната туристичка мапа. Ве упатувам да проверите на Министерството за надворешни на страната, таму нема информација како во услови на ковид, кои се условите за влез во државата. Значи на англиски немаме никаква информација. Имаме на англиски информација за македонци кога патуваат надвор, ама ако забележите и тие се од ноември стари информации. Значи сега сме јули веќе. На Министерство за здравство, најодговорното министерство за овие податоци, нема на англиски сајт, има еден сајт кој е коронавирус, кој до 20 мај 2020 се информациите таму на англиски јазик. Од Стопанската комора алармираат дека и веќе најавените туристи од Турција, Полска и Холандија се несигурни. Бидејќи бевме подолго време во црвена зона, на земји кај што не се препорачува да се патува, не направивме доволна промоција и доволна, да кажам, директна дипломатска офанзива да се контактираат тие туроператори преку домашните партнер нивни агенции. Тука мислам дека малку задоцнивме и се уште доцниме. Наместо туристичка во Охрид започнала сезона на уривање дивоградби, што најмногу ќе му наштети на туристичкиот сектор, зашто сметаат од комората дека требало да се одложи барем до завршување на летото.